после она вчерашна анализа што имав со колегата Љупчо Поповски по завршувањето на првиот круг претседателски избори во Франција, имав потреба некако да уште малку поразговараме на таа тема, бидејќи ние не разбираме какви може да бидат драконските последици врз се ова што се случува во Европа, па дури можеби во светот, доколку во Франција се случи изненадување. Добро утро за професор Ненад Марковиќ. Професоре, станува не така, како да кажам, неочекувано, ние го велиме изненадување, но де факто никогаш не била поблиска ова реприза на минатите француски претседателски избори во вториот круг, повторно Макрон и Лепен. Макрон доби повеќе гласови од колку минатиот пат што освои, но затоа Лепен го стигна со изненадувачки 23,2% наспроти Макроновите 27,8%. Ајде да го тргнеме овој разговор малку поинаку, ако ми дозволите. Македонско-бугарските односи можно е да не продолжат во правец на интегративни преговори, разговори така натаму, доколку се извинувам Лепен победи во Франција. Сигурно. Секако тоа бидејќи комплетно ќе ја смени иднината на унијата, претпоставувам. Ќе се смени целиот политички хоризонт, ќе се смени целата основа на која е поставена Европската унија, нормално ќе нагази овој популистички бран кој можеби ако тргне од Франција, можеби ќе има некаков ефект и врз другите држави понатаму, со обзир дека имавме и други избори во други места во Европа, да не прецизирам сега каде што јасно се покажа таа популистичка популарност нели на овие опции кои се во главном радикално десни, али ги имаат радикално лева промениенција, тоа значи дека постои голема побарувачка. Плюс се, гледате еден многу прост, ја не знам дали луѓето можат тоа да го увидат. Ако ги соберете гласовите на двајцата најголеми популистички кандидати, тие се многу повеќе од гласовите на Макрон. Ако ги земете гласовите на Меланшон, Земур и на Мари Лепен, тие се над 50%. Прв пат во Франција се случува да се гласа над 50% за класични популисти. За класични популисти, дали леви или десни. Ние во главном во нашиот јавен простор да идентификуваме популистичката идеја со десницата, што е многу погрешно. Во суштина таа има и свој лев происход. Таа нема само центристички либерален происход, има лев и десен происход. И кога читав за малци програмите, кога ја претресов целата како да кажам, тој политички хабитус на Меланшон, например, третиот кандидат кој имаше само 1% помалку од Лепен, вие ќе видите дека се работи за подеднакво популисти исто колку Мари Лепен, Марин Лепен, ништо помалку. Тоа е всушност вистинското изненадување на овие избори. Помалку Марин Лепен, бидејќи ова приближување на врапито. Кои се по вас луѓето што гласаат за Меланшон? Тоа е многу занимливо. Бидејќи знаете што изјави Меланшон после изборите. Рече ниеден глас за Лепен, но не повика на гласање за Макрон. Интересна е да се види таа триангулација, ако можам да ја наречам, помеѓу Макрон како представник на некој неолиберален капитализам или либерален центар, радикалната левица преку Меланшон и радикалната десница преку Лепен и делумно преку Земур, со тоа што Лепен и Земур имаат огромни разлики. Не се они баш ист тип на десница, условно кажано. Мислам дека кај Меланшон веројатно пресуди презирот кој го осеќа во однос на разликувањето со Лепен на културолошките прашања. Во тоа како Франција треба да изгледа. Имате тука радикални непомирливи разлики. Он со Макрон има, да речеме, големи несогласувања околу тој економски момент, како што сите левичари и либерали имаат. Во принцип они сака да го радикалната левица сака да го растури тој неолиберален консензус, по социјалистички идеи, welfare state, односно нели држава на благосостојба и така натаму, нешто што би се очекувало. Меѓутоа, презирот кој он го чувствува кон Лепен веројатно заради за незиниот повик за не е тоа повик за ресуверенизација имате ви кај левицата. Меѓутоа сосема поинаков тип на идеологија имате. Меланшон заговара шеста република, која ќе биде поставена исклучиво на цивилна основа, на основа на граѓани. Значи тоа е филозофија на екстремниот граѓанизам. Он сака да се замени зборот граѓанин, повлијан од она што го разговаравме и паузата од филозофските идеи на Шантал Муф, на Жан Жорес, на Ернесто Лаклау, или сопругот на Шантал Муф, ако ги читате нив, они популизмот уопште не го ни сметаат за негативна категорија. Меѓутоа сметаат дека он треба да се врати преку таа граѓанска флоскула, зашто Меланшон се залага. Он дури мисли дека треба да дојде и да има еден употребено во еден говор еден интересен термин креолизација на Франција, каде што ќе се спојат сите малцинства
и овој да речеме најголемиот народ, тоа е францускиот народ, и ќе создадат една кохерентна нација која ќе биде помалку етнички оптеретена. Што Лепен нормално тоа е апсолутниот хорор во перцепцијата на Лепен. Но всушност за Меланшон гласаат луѓе кои што не само што ја мразат Лепен, бидејќи се тие на потполно различни идеолошки, но воопшто не го сакаат ни Макрон. Тоа е проблем. Тоа е проблемот, бидејќи Макрон со својата глобалистичка европско-униска идеја, пронатовска, проеу и така натаму, ги вади од тактовија, да кажем, сепак се тоа во крај на линија националистички трендови, ако на еден начин кај Лепен, на друг начин поинаку завртени идеолошки кај Меланшон. Во Франција било секогаш изразена таа суверенистичка линија, условно кажано, француската гордост, и по називите на партии ќе видите, на партиите може да се види, на левицата и на десница, како Национален фронт, неврзана Франција и така натаму. Цело време повик за таа ресуверенизација, малку патетично и секогаш прилично анти-ЕУ и анти-НАТО. Па да кажем и Макрон во самото ЕУ и НАТО заговара овој тип на суверенистички на мало лабавување, да не биде тоа баш они во самата украинско-руска криза проба да се наметне како индивидуален актер, не како актер кој е дел од ЕУ или предничи во политиката, што велат нашите северни соседи испред ЕУ настапува. Напротив. Ама што е право беше во сред изборна кампања, фрли се на тоа и така натаму. Ненад, како ги гледаш ова, како да кажам, исчезнување на класичните леви, центро-леви, центро-десни, социјалистите едва и со Идалго, кој е инаку градоначелник на Париз, едва и 2%. До некни социјалистички председатели владеа со Франција. Саркози, целово, како да кажем, целово конзервативно движење и тие по неколку проценти. Каде отидоа големите партии наспроти овие движења кои се појавија во последниве 3-4 години? Макрон го немаше до пред 4 години, тој сега се... Има една американска серија која има прекрасен наслов кој може да се илустрира, се вика Series of Unfortunate Events или серија на несреќни настани. Така да мислам дека од 2007, тој трети или четврт бран на популизам како што некој го карактеризира, беше предизвикан токму и од понудата и од побарувачката за популизмот. И тука ги снема овие мејнстрим партии центар-лево, центар-десно. Јас кога ги гледав резултатите од председателските избори са Бајли пред некој ден кога се случија и ми требаше долго време да скролам да видам кај е социјалистичката партија, пошто очекував кандидатот да биде нешто втор, трет, четврт, ајде не влегол во вториот круг, ама тука некаде кога видов дека нивната кандидатка е закована на дното, сватив дека се случува за кој говориме, дека всушност голем дел од овие партии, како што на пример се случи со ПАСОК во Грција, веројатно нивната политичка понуда не се препознава веќе. Станаат обсолит заради тоа што веќе немаат политичка база. Работничките партии не постојат затоа што нема работници во класична смисла. Поинтересни им се идеите на луѓето кои ветуваат некаков излез од кризата, па макар и радикален. Од 2007 имаме економска, финансиска, ковид, украинско-руска криза, еден куп други мини епизоди, енергетска и еден куп други мини епизоди кои сите доведоа до тоа да има и понуда, но и побарувачка за популистички опции. Ова што го гледам во последните 2 дена е некакво нагло отрезнување, бидејќи ова што го започнавме, дека можеби нема потреба да продолжуваме со бугарите во нашите овие мачни преговори, неизвестни ако победи Лепен. Подготвена ли е Европа да се, бидејќи едно е Вучич во Србија, се разбира, тој во регионални рамки, Орбан е веќе еден проблем за Европа со кој Европа се обидува да се менаџира, но победи ли Лепен во Франција, тогаш мислам дека европската идеја е во потполна криза и кој знае што ќе настане после тоа, бидејќи Франција е една од основачките земји на Европската унија и сепак не е Унгарија, без разлика колку е Орбан. И се очекува лидершипот да го преземе. Така е, настрана за врските на Лепен со Путин и така натаму. Се подготвува ли континентов за можна победа, па да кажем, има ли ние алтернатива за можна победа на Лепен во Франција? Па во секој случај мислам дека ќе направи еден домино ефект. Тоа е првата теза, дека ќе охрабри на други места исто такви опции да почнат да победуваат, што ќе значи редефиниција веројатно на долгорок на самата Европска унија, што е да речеме на влажниот сон овие не само центар-десно, туку и радикално десно партии кои се повеќе ма ќе дојде до прашање дали воопшто може да опстане. Дали може да опстане? Лепен не вели дека Брекзит ќе направи фрек. Лепен не сака да растори, меѓутоа сака да биде Европската унија или Европскиот континент некаква лабава федерација на нации. Пак суверени нации кои ќе бидат во некаква лабава федерација. Што е проблемот? Зашто ние не можеме са прецизно да водиме
еден разговор во оваа смисла. Тоа е проблемот со популистичките опции. Они имаат кристална идеја што не сакаат и никогаш немаат идеја што точно сакаат. И тоа е проблем со сите популисти. Како што викала Клаус, знаат да постават одлични прашања на кои немаат на кои немаат никаков одговор. И кај нас исто и во домашниот дискурс исто. Партиите колку се популистички толку помалку нудат идеи. Експлоатацијата на незадоволството на луѓето им е примарно. И еден куп други дискурзивни тактики за кои се нема гледачите да ги оптеретуваме со политичка теорија и така натаму. Меѓутоа факт е дека во делот на тоа како они замислуваат одреден проект многу слабо се изразуваат и слабо артикулираат. И јас не можам да кажам што подразбира Марин Ле Пен под синтагмата лабава федерација на суверени нации. И сега затоа остава простор да и ние се плашиме дека можеби и самиот фундамент на европскиот проект може да биде загрозен, а може, се разбира дека може. Дебриселизација на ЕУ ќе сака да направи. Затоа и се вели дека дочекајте популистите да дојдат на власт, па ќе видите потоа како се свири со десна рака лева виолина и така натаму, бидејќи сето убаво звучи кога си надвор од власта, но кога ќе треба да почнеш да спроведуваш политики, тогаш можеш да дефинираш и ставови. Имаме ние од блиското соседство примери кај што се види дека кога ќе дојдат такви популистички опции кои имаат силен популистички капацитет, полнеш, тој избор го барав, полнеш, дека во суштина поминуваат многу лошо, имено мислам на Албин Куртин конкретно. Он дојде како еден вид на, да речеме, нагласено популистички политичар кој на овие уморни алтернативи на Харадина и Тачи и така натаму понуди нешто поинаку. И на крилјата на тој популизам успеа да со тоа што имаше кај него и прогресивни елементи, не бе исклучиво популистички, за на крај да се доведе во една ситуација каде што сега секој се прашува каде оди косовската политика, во кој правец, што ќе се случува со него, не успева добро да артикулира. Тоа се случува со популистичките. Ние имаме показна вежба во соседството дека ова што го зборуваше точно дека веројатно не можете ни со лева рака да свирите десна виолина, веројатно ќе гутнете инструментот комплетно кога ќе се фатите за политика. Или треба да завладеете толку врз демократијата што таа да дојде на работот тоа да може, како што на пример Србија, бидејќи Вучич и воопшто Орбан тие немаат проблем да победат на кој било избори што тие ги организираат, бидејќи не можат да загубат. Системот е таков, правилата се такви, од джеримендеринг, тоа што го разговаравме вчера и со Љупчо Поповски за Унгарија, до комплетно владење на бедуинската сцена каде што до суптилно купување на опозицијата, апсолутно разбивање цело време и така натаму, финансиите, тековите и така натаму. Фабрикување на општествена, многу битен механизам е фабрикување на општествена согласност. Создавањето на константен привид дека сите се согласуваат со вас. И за тоа ви треба разработена медиумска машинерија. Сашо, тоа всушност и не е тешко. Кога ги фатите медиумите, судството и главните бизнисмени 20 во државата, вие можете реално вечно да владеете. Ние тоа го поминавме. Ние тоа го поминавме и како показник практично. Овој што вчера го ставија на црна листа со се братучет му, тоа беше во мала рамка подобро развиен систем од ова што го прави Вучич. Она што мене ме изненадува е дека и Србија го помина во еден дел, има потреба повторно да го поминува. Нивната, како да кажам, историска во овие последни 3 децении разнебитување е многу потемелно и многу по сестрано отколку што и таа конзистентност општествена и на политичката сцена се уште не може да се воспостави, сепак ние бевме поштедени од тој вид. Сепак се работи за општество кое после оние војни од 90-тите што го сметам за фундаментален проблем на нашите северни соседи, не помина низ некаков процес на соочување, не помина низ процес на реформација. Со следните генерации. Да, можеби ќе треба малку време, можеби ќе треба. Па дури Шешел дури вчера се откаже од политиката. Мислам, после 30 години Шешел дури вчера рече, видите, мене ми е доста, ај сега син ми да преземе. Значи ќе следува тоа реновирање веројатно во следната генерација. Ненад Марковиќ, благодарам и за ова, барем за мене многу интересна дискусија. Се надевам да повторим. Не знам дали да се надевам, да се плашам, што ќе треба да дискутираме после избориве за 2 недели, значи не овој викенд, следниот викенд. Оти тоа навистина без шега, многу се однесува на нашава ситуација. Ние ќе мора да правиме нашата мотивација за понатамошни преговори ќе дискутираме. Ненад Марковиќ во 10 часот и 1 минута. Благодарам.